Добар ден, почитувани, пред вас е уште една нова телма амбуланта. Што е тоа инсулинска резистенција? Се работи ли за преддиабетична состојба, односно за вовед во диабетес? Дали инсулинската резистенција може да се стави под контрола со промена на животните навики како што исхраната и физичката активност или пак е неопходна терапија? Како да се спречи или пак одложи диабетесот, ќе ни појасни и денешната гостинка во студиото на Телма, доцент доктор Искра Битовска, специјалист интернист, субспецијалист ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија, диабетес и метаболични нарушувања. Добре ни дојдовте. Благодарам на поканата и добар ден. Ова е една актуелна тема, бидејќи се повеќе луѓе се соочуваат со инсулинска резистенција, па да започнеме од почетокот, од инсулинот, кој е хормон кој што вела дека влие на сите животни процеси во нашето тело, но каква е неговата конкретна улога? Инсулинот е многу интересен хормон без кој што хипотетички може да се живее, меѓутоа квалитетот сепак не е ист. Се лачи од панкреасот, нели? Тоа е еден од органите во нашето тело и има и ендокрина и екзокрина функција, но она што е битно е дека се лачи исклучиво под влијание на храна. Значи, единствено храната е стимул, е предизвикувач на лачењето на инсулинот. Значи, колку ние храна ќе му даваме на организмот, толку инсулин ќе се... Значи, колку повеќе храна, толку повеќе инсулин. Токму така. Организмот на таков начин всушност препознава која количина на инсулин му е потребна и сега вела дека инсулинот е во директна корелација со шеќерната болест. Што тоа значи? Дали треба да недостасува, да не се излачува, да се излачува во мали количини за да имаме болест или пак може да го имаме во голема количина, повторно да имаме проблем? Токму така. Сите три работи што ги кажавте се точни. Инсулинот може воопшто да не се излачува, значи клетките кои што го произведуваат инсулинот може да се умрени од некоја причина и тоа се случува кај нашите мали дечиња кои што заболуваат од диабетес. Тоа го велиме тип 1 диабетес, иако диабетесот не е тема, меѓутоа на денешнава емисија меѓутоа е многу тесно поврзан со инсулинот. Втора работа е може да се излачува инсулинот во големи количини и повторно да имаме диабетес. Тоа е веќе тип 2 диабетес. Значи во едната ситуација го немаме воопшто, бидејќи уништен обично од некој автоимун процес, од некоја инфекција, а во вториот случај го имаме премногу. Зошто го имаме премногу? Како повеќе се храни човекот, така повеќе се лачи инсулин. Колку и понатака се храни повеќе, и понатака се лачи се повеќе и поголеми количини на инсулин се излачуваат во крвотокот. Но до одреден момент количините на инсулин се доволни да одржуваат нормален шекер во крвта. Во еден момент значи таа рамнотежа се нарушува и почнува и покрај вишокот на инсулин во организмот да имаме и вишок на шекер. Значи шекерот да не влегува во клетките? Инсулинот е еден вид навратничка без која што шекерот не може да навлезе во клетките. Шекерот е основен енергетски извор, нели? Ние нашите клетки, секоја клетка од нашето тело има три извори на енергија. Значи прво ниво е шекерот. Шекерот мора да се искористи. Доколку нема шекер, ги користи маснотиите, кои што веќе се складирани во клетката од претходно. Доколку и маснотиите во крајни случаи на гладување, доколку и маснотиите се потрошат, тогаш стапуваат на сила протеините. И инсулинот е основен во целата ова улога. Значи основен хормон кој што игра улога во регулирање на метаболизмот на шекерите и мастите и протеините. Значи може да се случи веќе во обичаеното ниво, односно покаченото ниво на инсулин во организмот, да не си ја врши функцијата, да не го внесува шекерот во клетките, тој да останува во крвта и тогаш со какви симптоми се соочуваат оние кои што имаат ваков проблем? Чувствуваат ли глад, дали таа глад е вообичаена или пак е можеби карактеристична за инсулинска резистенција? Значи, најголем дел од овие наши пациенти се обезни, односно се дебели. Значи, за да стигне еден човек до состојба на инсулинска резистенција, тоа значи дека треба подолго време наназад да се дебелил, значи да не си ги слуша знаците на своето тело, туку и понатака се храни и во еден момент доаѓа до состојба да клетките на тој организам
не може да го прима веќе инсулинот. Односно, инсулинот не си врши својата основна улога на вратничка да го пушти шекерот во клетките да си ја врши својата улога. Значи, инсулинот го имаме во вишок. Така. И шекерот го имаме во вишок. И сега тука доаѓаме до една малку контрадикторна работа. Дали симптомите што ги чувствуваат нашите пациенти се од вишокот на инсулин или од вишокот на шекер? Бидејќи и двете работи ги има и нашите тип 2 диабетични пациенти воглавном се 85% се покрупни луѓе, подебели луѓе, кои што имаат инсулинската резистенција. Дали овие лица имаат најчесто појасна дебелина, односно стомачна дебелина? Да, карактеристична за инсулинската резистенција е стомачна дебелина, која што е многу по-лоша. Метаболно, тоа масно ткиво е многу по-лоша, испушта многу повеќе инфламаторни и воспалителни фактори, многу по-тешко го поднесуваат пациентите тој тип на дебелина, отколку она масно ткиво кој што го имаме на површината на периферијата на телото. Значи, тој тип на висцерална дебелина, викаме централна дебелина. Висцерални масти се тоа всушност. Абдоминална, стомачна дебелина. Во стомакот, внатре, меѓу органите се наоѓаат тие масти. Точно така, меѓу самите органи вткаено и затоа, например, често пати нашите пациенти имаат замастен црн дроб. Тоа е веќе друга тема, меѓутоа една од причините за замастениот црн дроб е затоа што не може инсулинот добро да си обавува својата улога, настанува диспропорција на количината на масти, го викаме тоа дислипидемија, и дел од мастите си се таложат во црниот дроб. И црниот дроб изгледа многу поразлично кога е масен. А колкав треба да ни биде обемот во струкот? Кај жените, кај мажите, предпоставам дека се тоа различни вредности и дали нивните отстапувањата на овие вредности всушност укажуваат на инсулинска, условно речено, дебелина? Тој дел веќе мислам дека го зборувавме во метаболниот синдром, ама не знам дали беше овде или на некоја друга телевизија. Значи, во рамките на метаболниот синдром влегува и овој дел сега што го зборуваме. И еден од критериумите за да некого наречеме дека има метаболен синдром е обемот на струк. Кај жените тој треба да биде под 88, а кај мажите треба да биде под 102 сантиметри. Значи, доколку дојде пациент кај вас и измерите дека има отстапувања од овие вредности, ведно заклучувате дека има метаболен синдром? Не. Значи, за метаболен синдром од 5 параметри треба 3 да бидат присутни. Обично тоа е така кај синдромите. Значи, синдром не е болест, туку е, да речеме, збир од повеќе болести. И сега 5 работи треба да има метаболен синдром. Од 5 работи карактеристични, 3 треба да ги поседува, а една од тие е и висцералната дебелина. Секако е дебелина. Значи, ако имате жена со над 88 сантиметри струк, не може да биде она слаба, а да има помал струк. Значи, секако треба да е крупна жена. Значи, сепак е тоа дебелина. Некои велат слаба сум, но само стомакот ми е опуштен или зголемен, сепак се работи за дебелина. Се работи за висцерална дебелина, која што всушност може да доведе до инсулинска резистенција. Пред малку споменав еден од симптомите дека е глад. Докторке, дали се овие пациенти чувствуваат ли некаква исклучително голема глад во дадени моменти? Тука имаме вишок на инсулин. Значи, секогаш кога имаме вишок на инсулин, сме ние на прагот до хипогликемична состојба. Тоа значи дека вишокот на инсулин предизвикува глад. Му дава на организмот сигнал, на мозокот сигнал дека имам вишок на инсулин, мора да имаме и повеќе храна во организмот. И покрај тоа што е високо нивото на шеќер. И покрај тоа што е високо нивото, да. Целата приказка е во делот на мозокот. Значи, мозокот мора да има доволно количина на шеќер секогаш, за да функционира како што треба. Мозокот е еден од органите кој што исклучиво шеќерот го користи како гориво. Нашиот мозок не користи протеини, значи баковини, и не користи масти како гориво. И токму од тука се и симптомите на глад. Значи, прво мозокот реагира и веле, леле, имам вишок на инсулин, јас мора да јадам. И покрај тоа што е тоа веќе еден порочен круг, значи тука е целокупниот метаболизам нарушен. Така и овие пациенти мора да јадат, внесуваат повторно многу порочен храна, уште повеќе се излачува докторке инсулин. Токму така. Значи цело време се зголемува нивото. Да, континуирано, вака звучи парадоксално, нели? Да. И покрај вишок на се што има во организмот, тој и понатака јаде заради вишокот на инсулин. А чувствуваат ли овие пациенти умор? Не. Не? Воопшто не се чувствуваат убаво, може само
понекогаш кога ќе дојдат, да речеме, во амбуланта и ќе запрашам или ќе кажам или ќе препорачам она што треба да прави тој пациент, тоа е во главном, нели, намалување на исхраната. Меѓутоа тука веќе имаме и голема психолошка бариера. Најголем дел од нашите пациенти кои што доаѓаат даваат отпор, ама не јадам ништо. Значи ова е многу карактеристично и сите доктори би го потврдиле ова што јас го кажувам, не само јас која што се бавам со дебелина. Значи велат не јадам ништо. Не е можно да не јадат ништо, нели? Значи конституцијата на телото е и градбата на телото е една приказка и таа е генетска. Меѓутоа да се стаса до некоја поголема, нели, телесна тежина, не може да биде од ништо. Нема шанси да не јадат ништо. Често пати грешат во исхрана, имаме ние нутриционисти и сертифицирани луѓе кои што се бават со нутриција, така да сето тоа се обидуваме да им го предучиме на нашите пациенти и ги праќаме за едукација за исхрана, сето тоа го имаме и во Центарот за дијабет и во ендокринолошката амбуланта. Но пред се самиот човек треба да е свесен дека некаков проблем има, дека некаде греши. Некогаш велат моето тело задржува вода. Може ли пациентите со инсулинска резистенција да имаат некој ваков проблем со електролити, па ако внесат многу сол, да речеме, па да создадат некако ваков проблем? Секако дека они се чувствуваат отечени и де факто може да имаат отоци заради тоа што прво, значи, сметајте дека имаме сепак човек со многу поголема телесна тежина. Значи, за да дојдеме до инсулинска резистенција, прво е дебелината. Ако одиме по редот на нештата, етиологија, значи причина е дебелината. И сега кога имаме веќе ние пред себе навистина обезен пациент, сметете дека тоа масно ткиво не е само меѓу органите, туку да речеме и во нозете, и притиска на масното ткиво, притиска на крвните садови, притиска на лимфните садови. Нема можност сета, нели, целата циркулација на крвотокот и на лимфотокот да се одвива како што треба. И нормално дека ќе имаат многу често пати отоци на нозете под влијание на земјината тежа. Значи сето тоа масно ткиво притиска. Така, треба ли да намалат количина на сол? Што се внесува преку храната? Количината на сол секако е убаво да е во умерени рамки, не само што ги штити бубрезите, туку и генерално добро делува и на овие отоци. Вела дека инсулинската резистенција пред време го остарува организмот. Дали е тоа точно? Инсулинската резистенција, повторно ќе поврзам со дебелината, да, го остарува организмот, заради тоа што човекот прекумерно е дебел, значи премногу има количина на масно ткиво во својот организам. Сето тоа тежи, значи прво им тежи, на сите органи им тежи, не може да работат нормално. Ниеден, значи срцето е вклопено во маст, органите внатрешни се вклопени во маст, да не дискутираме за рбетот. Рбетниот столб, значи 1 килограм над предвидената тежина, колку што е, нели, висина према тежина, замислете си колку му тежи на рбетот. А точно ли е дека виселарната дебелина, односно стомачата дебелина, овие наслаги што се наоѓаат околу стомакот, почнуваат да се однесуваат како ендокрино ткиво? Па да, последните 20 на години литературата вели дека масното ткиво е најголемиот ендокринолошки орган. Не е тоа само, нели, тироидејата или хипофизата или репродуктивните органи или надбубрежните жлезди, туку самото масно ткиво во себе содржи толку многу ензими кои што претвараат едни елементи во други, едни хормони во други, да дефинитивно се повеќе и повеќе хормони се излачуваат, се откриваат дека се излачуваат во масното ткиво. А постои ли разлика помеѓу машката и женска отпорност на инсулинот, односно инсулинска резистенција? Повторно тоа би го нарекле во делот на висцералното. Мажите повеќе се дебелат во стомакот, нели? Додека ние жените покрај стомакот знаеме да се дебелиме на колковите, така да тука веќе има разлика, но мажите исклучиво се дебелат во стомакот, така да по-метаболно се позагрозени. А зголеменото ниво на инсулин влијае ли врз женскиот репродуктивен систем, врз женските репродуктивни органи? Може ли да дојде до некое нарушување на женското здравје поради инсулинската резистенција? Да, многу често подебелите девојки и жени имаат полицистични јајници, токму заради хиперинсулинемијата. Значи инсулинот е потребен секаде, значи не само во делот на метаболизмот на елементите кои ни се потребни, туку и во нашата хипофиза, тоа се оние два хормони кои што доведуваат до овулација, ФСХ и ЛХ, кои
повеќе вака ги знае ендокринолошките работи, знае за што зборувам. И инсулинот што прави? Го ремети нивото на ФСХ и ЛХ. Значи ние кога добиваме циклус, значи жените кога добиваат циклус, тоа е едно совршенство од хормонална регулација. И една мала промена во сето тоа може да доведе до ановулаторни циклуси или до нерегуларни циклуси. Инсулинот е еден од тие хормони кој што доведува до пореметување на циклусите и до појава на полицистичен оваријален синдром. А што е со жените кои што се слаби, а имаат полицистични јајници? Дали кај нив може би нарушувањето оди на поинаков начин? Може ли изместениот хормонален менструален циклус да доведе до за полицистични јајници промена на инсулинот? И тоа бидејќи полицистичен оваријален синдром, и тука имаме критериуми како што ги спомнам за метаболниот, и тука имаме 3 критериуми, од кои 2 треба да бидат присутни од трите, но една од тие работи е и хиперандрогенизмот, односно вишокот на тестостерон во крвта, што значи дека тие што се послаби не мора да имаат инсулинска резистенција, но може да имаат покачено ниво на тестостерон во крвта или на метаболитите на тестостеронот. И друга работа кога веќе зборуваме за репродуктивното женско здравје е генетиката. Аха, значи поврзано е директно со наследни фактори. Токму така, доколку имам да речеме витка девојка со полицистични јајници пред себе и сите работи нормални, во тој случај прва работа што прашуваме и секако прашуваме дали незината мајка, баба и така натака имале сега синдромот на полицистични јајници во поново време го знаеме. Нели? Некоја баба од 80-90 години сигурно не ни слушнала, меѓутоа прашањето обично оди како имала ли мајката регуларни циклуси, нели, или бабата ваша регуларни циклуси и така натака. Полицистични јајници се познати во последно време. А може ли некои надворешни фактори, како што се хербицидите и слично, некои токсични материи да доведат до вакви нарушувања? Секако. Значи, репродуктивните наши органи се многу сензитивни, многу осетливи на надворешни фактори. Значи, кога имаме, например, кога една жена има карцином од било која природа и треба да прима хемотерапија, прва работа што престанува од хормоните е изостанува менструацијата. Значи, репродуктивните органи и кај мажите и кај жените се многу сензитивни на надворешни влијанија од тој тип. Жените со инсулинска резистенција имаат ли зголемена влакнетост? Да, често пати, но тоа е повторно заради дебелината. Значи, спомнавме дека масното ткиво е најголем ендокрин орган. Во масното ткиво постојат ензими кои што естрогените, значи женските полови хормони ги претвараат во тестостерон. И токму поради тоа автоматски зголемена влакнетост. Значи подебелите. А исто така имате проблем со косата, опаѓање. Да. Тоа е линкот. Тоа е тоа. Значи ти имаат вишок на тестостерон заради масното ткиво, затоа што тука постојат ензими кои нивните естрогени ги претвараат од женски во машки. И автоматски они имаат и машки тип на андрогена алопеција, го викаме тоа, имаме нели разречување на косата, имаме особено тука нели во овој дел имаме зголемена влакнатост, меѓу градите позади типична машка влакнатост, така да масното ткиво чуда прави. А мажите кои што имаат стомача дебелина и кои што исто така имаат карактеристична машка андрогена алопеција, односно паѓање на косата на темето, може ли тоа да е поврзано повторно со инсулинската резистенција? Дали ке мажите истиот линк? Келевоста веќе и не е толку поврзана со инсулинската резистенција. Кај мажите, така? Кај мажите, да. Зборуваме сега за кај мажите. Значи, они се веќе тој тип на алопеција е често пати по генетска основа. Стресовите апсолутно многу влијаат на фоликулите, значи онаме од каде што почнува влакнатоста. Така да, впрочем и кај мажите, кај подебелите мажи, можеби сте забележале дека имаат малце, знаат да имаат малце потенок глас, знаат да имаат гинекомастија, имаат да речем градите да се да, појава на жлездено ткиво околу градите. И тоа е резултат на тоа што дел од нивните машки хормони пак се претвараат во женски, во естрогени. Повторно поради дебелината. Преку масното ткиво. Поради масното ткиво. Да пуштиме тука еден блок реклами, а веднаш потоа ќе продолжиме со денешната тема. Во вториот дел од емисијата, почитувани, ќе можете да се вклучите и вие со ваши прашања. Останете на Телма.
Денеска во студиото на Телма гостинка ни е доцент доктор Искра Битоска, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по ендокринологија при Универзитетската клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболни нарушувања. Со неја разговараме за инсулинската резистенција. Почитувани, можете и вие да се вклучите во денешната емисија на телефонскиот број 3076 677. Докторката ќе даде појаснување на сите ваши прашања, но секако и на бројните дилеми кои што ние ги предвидовме да бидат разјаснети во денешната Телма амбуланта. Докторке, кога некој пациент ќе дојде кај вас со одредени симптоми кои што укажуваат на инсулинска резистенција, какви лабораториски испитувања треба да направите за да ја поставите дијагнозата и дали лесно се поставува оваа дијагноза? Па би рекла дека лесно се поставува, прво со физикалниот преглед. Потоа са бајле наутро на гладно, значи земаме базична лабораторија. И се извинувам што ја прекинав, колку време пациентите треба да бидат гладни пред да им земете крв? Значи убаво е. Идеално би било околу 18 часот да им биде последниот оброк. Значи доколку наредниот ден се планирани за крвни анализи. Целата работа е што кај нас доаѓаат, ние сме на термин до 14 до 15 часот и најчесто пациентите ќе дојдат гладни, ќе дојдат во 12 часот, пустите седеле гладни до 12 часот, сметајќи дека ќе им се земе крв. Да, може да им се земе крв, меѓутоа нивото на нашите хормони во 8 часот е едно, во 12 е друго. Значи секоја минута се менуваат. Така да кога еден пациент, а многу често се случува, затоа што не знаат, до 12 сат ќе бидат гладни, ќе дојдат и нормално, логично смета дека тогаш треба да им се земе крв. Доколку се од подалеку или не се од Скопје, ние и тогаш им земаме крвни анализи, меѓутоа не е толку веродостојно колку да речеме кога некој би можел да дојде наредниот ден и да го испочитува ова што ме прашавте, значи некаде 18 часот да биде последниот оброк, само вода е доволно после тоа и наутро некаде 8:30 да се јави во амбуланта и директно да влезе во лабораторија доколку претходниот ден веќе бил на преглед и е назначена основната лабораторија. Што значи основната лабораторија? Баш комплетна лабораторија како што знаат нашите пациенти со особен осврт на гликемијата, значи на крвниот шекер, на гладно, и на липидите, односно мастите. Тоа ни е многу битно. Зошто мастите ги испитувате кога станува збор за инсулинска резистенција? Да, затоа што инсулинот го регулира и метаболизмот на мастите, нели? Значи, доколку има нарушување кај мастите, исто така тоа може да биде симптом за ваков проблем. Значи, инсулинот сам по себе повеќе во научни цели се испитува. Не е рутинска анализа инсулинемијата, инсулин или цепептид, резервите инсулински што ги има еден организам. Не е регуларна процедура да се испитува инсулинемијата, но знаеме и тоа да го испитаме или да го испитаме во комбинација со гликемијата. Во кој случај се одлучувате да испитате ниво на инсулин? Често пати пациентите сами бараат да испитаат инсулин затоа што некој матичен доктор или интернист им кажал. Инсулинот е покачен по дефиниција кај сите што имаат прекомерна телесна тежина. Кај сите? Значи, воопшто нема потреба да се испитува инсулинот. Апсолутно нормално е да е покачен. Да ги вклучиме гледачите, а потоа ќе ни разјасните уште ни за други работи. Добар ден за првиот од нив. Добар ден, поздрав. Поздрав и до вас, повелете. Благодарност голема до Телма телевизија што често дава за дијабетов кој што многу е расширен, многу е распростран. Така. Другите не сум слушнала на другите програми вака да се даваат вакви корисни програми. Ви благодарам за комплиментот. Да, не е тоа комплимент, тоа е вистина. Поздрав и доктор Искра, јас ја знам доктор Искра, сум пациент 30 години во клиника. Од доктор Горан Петровски уште. Да не довршам, моето прашање е порано имаше некои брошурки и на пациија шо како. Сега во ова лудило со ковид, со гужви, со немање термини, многу пати недостасуваат информации што како. Например, јас нешто знам и тоа многу луѓе мои што имаат познати, што имаат инсулин, не знаат, например, доплерот на колку време се прави. И се секојаш во можност од големи гушви да
се да објаснат на колку време треба бубрези, на колку време треба контрола на сите тие работи да не должам. Значи, дали можно е пак да има некои брошурки, јас ги имам тие брошурки од доктор Горан, Така. на пасвија со кои што можат луѓето да се дома, да си видат, да се обучат на еден начин. Така. Во таа смисла и прашањето ми е директно сега, јас не сум сигурна доплер сега на колку време се правеше. Така, ви благодарам за вклучувањето. Ова очигледно дека има убава иницијатива порано на Универзитетската клиника за ендокринологија пациентите да добиваат брошури со сите оние работи кои што се неопходни во рамки на испитувањата на оваа болест. Ке ги има ли повторно, докторке? Па се надеваме дека ќе ги има. Тука веќе сме врзани и со спонзори и сите тие работи. Имаше на времето, на вистина повеќе. И сега имаме, меѓутоа зависи дали се затекнала нашата пациентка да ги добие. Инаку да, во право е и убаво потсетување да повторно направиме. Ние ги делиме оние диети, диабетични диети, имаме такви како картончиња, меѓутоа брошурите се застарени и јас навистина многу благодарам на господјата која што е вака убаво ме подсети, па да предложам да ги расчистиме малку подрумите, да видиме колку се стари тие брошури и доколку се навистина стари да направиме нови. Апсолутно одлично. И прашање имаше дали на колку време доплер е потребно да се направи? Предпоставам кај пациенти со диабетес. Кај пациенти со диабет, зависи доколку е доплерот, тоа веќе влегува во регуларната контрола на диабетесот. Доколку е доплерот нормално, односно уреден, се прави еднаш годишно, исто како и очното дно, исто како и другите испитувања што ги правиме при следење на диабетес. Ајде да го слушнеме прашањето и на следниот гледач. Добар ден. Ало. Повелете, во програма сте. Добар ден, ве поздравувам сите во Алфа, највеќе докторката поздравувам. И едно прашање. Јас сум 73 години, до сега не сум имала шекер. Но сега некако во последно време се осеќам чудно и су го мерила шекерот дека 4,5 или 5,1 така. Ама мене ми е чудно што нозиве прстиве ми се како изгребани ми се чини, осет некој таков. Вода не пијам толку многу, ама пак се осеќам чудно нешто. Така, нешто не се чувствувате како што треба. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Може ли ова да е поврзано со шекерот? Па сега, не, со оглед на годините и со оглед на вредностите кои што ги спомна господјата, не би рекла дека е поврзана со шекерот, но сепак треба да се направи контрола во лабораторија. За да се потврди инсулинска резистенција, постојат некакви формули, утринско ниво на шекер, утринско ниво на инсулин, но споменавте веќе дека оние кои што се обезни, кои што имаат покачена телесна тежина, дека имаат покачен инсулин. Па како тогаш се потврдува диагнозата? Инсулинот е тешко да се мери и нема ни една лабораторија на светот кој што ќе ви каже, например, како што е шекерот нормален да е до 5,6 на гладно, да речеме од 4,3 до 5,6 на гладно. Инсулинот има некои си релативни вредности од до 17, зависи нели од самата лабораторија. Меѓутоа, после одредена количина на храна тој се покачува, зависно од количината на храна, дали е богата со јаглени хидрати или не, некогаш повеќе, некогаш помалку. И нема во литературата некоја вредност која што би кажале од тука натака, само се предпоставува. Има една метода која што кај нас не се работи бидејќи е малку тешка и навистина само во научни цели, а исто така има една формула која што ни е многу едноставна за пресметување, се вика HOMA индекс на инсулинска резистенција, односно се мери утринската на гладно инсулинемија, се множи по гликемијата и се дели со 22,5. И тоа го викаме HOMA индекс на инсулинска резистенција. И сега доколку оваа формула испадне да е под 2,5, сметаме дека луѓето не се инсулински резистентни, значи го немаат тоа. Доколку е над 2,5 од прилика, ги сметаме и така ги третираме. Уште двајца гледачи очекуваат вклучување во денешната емисија, ќе им дадеме предност. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Јас. Ало, добар ден. Ве слушаме, во програма сте и очекуваме да го слушнеме вашето прашање. Еве, јас сакам да ве поздравам. Благодарам. Мислам дека ќе треба да го намалите сосема тонот на телевизорот, најдобро да го исклучите и да не следите преку слушалката. Е, така. Еве, сакам да ве поздравам и докторката да ја прашам
Пошто јас од 10 години и повеќе примам терапија инсулинска, имам од тоа последици како и глукома и сите тие работи на очното дно, после замор на срцето, на маснотиите и сите тие работи што ги кажува докторката. Повеќе пати на контрола сам одила, доскоро пред 1 година пиев со продолжено дејство онија што се глукофаж. Сега у Скопје, кај докторка Барјектарова бе, или не знам, ово сега Плешкова, ми ја намали терапијата на од 1000 2 пати на ден. Меѓутоа, тога и навака јас се повеќе ми се променува вредноста на инсулино, почесто го имам како повисок. И сакам точно да знам у кое време, како да се пие тоа и дали треба нешто да се промене на тоа. Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Докторке, 10 години пациентката се соочува со овој проблем, пие терапија која што неодамна е променета, па сега има варирање во инсулинот. Што предлагате? Варијациите во инсулинот не знам дали се измерени, не знам како се констатирани, во кој смисол се. Глукофажот е, добро вака, благодарение на пациентката и да кажам, терапевтскиот дел, глукофажот, односно метформинот е еден од основните лекови кои што се даваат во состојба на инсулинска резистенција, не само кои луѓето што имаат диабетес, туку и кај жените кои што имаат полицистичен оваријален синдром и каде што е установена хиперинсулинемија. Метформинот, односно глукофажот, господјата го спомна со продолжено дејство, небитно со какво, дали е продолжено или е нормално дејство од 8 часа, ја има таа улога да инсулинот го сместува во клетките. Значи, кога ќе се напие еден човек глукофаж, односно метформин, го сместува инсулинот во клетките и на тој начин го намалува инсулинот во крвта. Но не ја намалува, не ја спречува и хиперпродукцијата. Значи, продукцијата на инсулинот се спречува исклучиво со диета. Ке ни ја појасните диетата, но претходно да ги вклучиме гледачите, еве на ова ќе се задржиме во продолжение на емисијата. Добар ден за следниот гледач. Само ќе ги замолам гледачите да бидат што поконцизни со прашањата, во интерес на времето, бидејќи треба уште многу работи да бидат разјаснети. Повелете. Дали се слушаме со следниот гледач? Ало? Ве слушаме, во програма сте, повелете. Ало? Ве слушаме, повелете. Јас сум на инсулинска терапија. Така? Господине, само ќе ве замолам да го исклучите тонот на телевизорот, тој ќе ги замолам и сите гледачи што ќе се вклучат понатаму во емисијата, за да можеме нормално да комуницираме. Повелете. Значи, вие сте на инсулинска терапија? Да, птиња пијам. Така? Саба или вечера птиња пијам, а шеќером ми паѓа на 0. Добро. И сега на 0. предпоставувам прашањето што направите во оваа ситуација? Што да се преземе? Шеќерот ви паѓа многу. И се боцкам, да, шеќерот паѓа на 0. Да. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија, што да прават овие пациенти кои што се сочуваат со ваков проблем. Ова веќе, сега не знам дали се работи за обезен пациент или не, но во секој случај не сакам, избегаваме пациентите кои што се крупни и кои што се дебели, да кажам, да ги ставаме на инсулинска терапија. Токму затоа што тие самите имаат вишок на инсулин. Разбирате ли? Меѓутоа, често пати немаме избор, заради тоа што шекерот и покрај тоа што има самиот човек вишок на инсулин е висок, така? И во тој случај мораме да даваме одредени типови на инсулини. И покрај тоа што не сакаме да даваме инсулин. Значи, инсулинската терапија кај дебелите луѓе е многу проблематична, бидејќи не знаеме кога самиот панкреас ќе исфрли поголема количина на инсулина. Ние даваме една одредена доза, нели? Саба или една доза навечер, една доза или веќе колку и каков и тип на инсулин да даваме. Значи, опасноста од хипогликемија, од паѓање на шекерот е многу голема и речи се нема човек кој што е на инсулинска терапија кој што не ја искусил. Зошто? Оти вие давате одредена количина на инсулин кој што циркулира, нели, одредено време. Ако вие во тоа време не се нахраните како што треба, а на време,
Или малку повеќе се движите, бидејќи мускулатурата, нели физичката активност го користи шекерот, во тој случај инсулинот ви станува во голем вишок во крвта и шекерот паѓа. И тоа е едно исто така тешка состојба, стресна голема работа и и навистина многу тешка. Имаме помале хипогликемија, каде што пациентот е свесен и веднаш ќе си земе шербет или кока-кола, или нешто што е баш врзано со шекер, обично или шербет или кока-кола, го пие и за се подигне нивото на шекер. Се подигнува и ги нема веќе тие симптоми. А ако навистина е нула, тогаш значи пациентот е апсолутно во кома и не е свесен за себе. Тогаш однадвор треба помош. Уште двајца гледачи ќе вклучиме. Добар ден за првиот од нив. Повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав за докторката и до вас, водителке. Ви благодарам. Извинете на мојот глас, јас сум диабетичар. Сега прележав, мислам дека прележав корона, многу не сум сигурна, меѓутоа пошто и мојот сопруг е диабетичар и син ми е сега да видам конкретно со прашањето. За хипогликемија во моментов ја слушнав докторката, бидејќи сега фати корона и ние диабетичариви и другите што имаме последици од разни болести, малку се чуваме да одеме во зборувам за државна, за јавно здраве, државна болница, последен пат јас бев кај доктор Ивица. Значи, не можам да одам, се плашам од реинфекции и сработи. За хипогликемијата. Значи, кај мене се јавува понекогаш, не сум јас дебел човек. Син ми од 2015 година, после свадбата се работи, стомакот му порасна. Значи, јади, бурици, тие работи. Сега правам паралела и да кажем на докторката дека се индивидуално. Мажот ми е исто тежок диабетичан. Има и 4 бајпаса. И нозете му се со гангрена. Моите се со неуропатија. Мене да ми дојде шејкерот 4, ја ми се намалува видот, нозете ми се тресат, а камоли не дај Боже 2. И не ми дава сигнали кога ми паѓа. И се плашам да пием од овие пчињава што се глукофаш од 1000, например, желудецот не ми го прима. Па сакам да даде, бидејќи и времето е прекратко, не можеме ние цели истории да кажуваме на телевизија, сакам да прашам. Мене едукација ми дава мојата сестра, бивша медицинска сестра, која има шејкер, меѓутоа таа има услови дома, се со запишување тоа да го прави. Ја ги немам тие услови, каде да се едуцираме или како што кажавте, во минатото сестра ми даваше брошури во боја, слики. Така, каде можете да добиете информации за да се информирате, да имате точни податоци што да преземете во ваква ситуација? Да кажи докторката дека мене 4 или 3. Така, веќе го чувствувате. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Хипогликемијата е интересна работа. По литература се вели дека по 3,9 треба нештото да го крстиме, да го наречеме дека е хипогликемија. Меѓутоа, со зголемување на диабетичниот стаж, значи еден кој што има 10 години диабет, а еден кој што има 1 година диабет, не ја чувствува исто хипогликемијата. Тоа што е на почетокот на диабетот, сите сетила се во алерт, односно во аларм, и малото симнување на шекерот веднаш го чувствува. Меѓутоа, колку тече диабетичниот стаж, колку пациентот има подолго време диабет, особено ако е нерегулиран диабет, веќе нервните завршетоци се тапи, оштетени се. И не реагираат така брзо на промените, како да кажем, на намалување на шекерот. Така да колку се зголемува стажот диабетичен, колку подолго време луѓето имаат диабетес, толку потешко ја препознаваат хипогликемијата и многу лесно влегуваат во кома. Го нема она карактеристично, што се знаци? Вам би се случило сигурно некогаш премногу да сте гладни. Значи, кога сме премногу гладни, нели имаме потење, тресење, неубаво чувство, дури заматување на вид. Тоа се симптоми на хипогликемија. Ако се чувствува, се почувствуваат, многу брзо ќе дојдеме до извор на шекер. Така, организмот, ако не се почувствуваат, тука веќе може и 2 да има, да не речем и под 2, и пациентот да не чувствува. И одеднаш да се изгуби. Толку. Хипогликемијата е многу поопасна отколку хипергликемијата.
А точно за ова еве брошури и такви работи, нели кажавме и на почетокот и еве си ветив и ви ветувам на сите што ме слушате дека ќе потегнеме иницијатива повторно тоа да се малку разработи теме така. Исклучително корисно за сите оние кои што страдаат од дијабетес. А секако дека било кој доктор, значи доколку се јават на преглед, би објаснил сето ова што јас се обидувам да го објаснам. Ќе го вклучиме последниот гледач за денеска, ќе го замолам многу кратко да во кратки црти да ја представи својата состојба и своето прашање, за да можеме да преминеме на диетите и начинот на исхрана кај инсулинска резистенција. Повелете. Добар ден. Ево уште една шанса. Добар ден за гледачот. Не, за жал се исклучил, односно не успеа да се вклучи во програма. Докторке, дали може проблемот со инсулинската резистенција да се стави под контрола само со промена на животните навики, односно со диета, како што споменавте? И во уште едно подпрашање да искористам, на каков начин треба да се хранат оние кои што имаат инсулинска резистенција, дали повеќе мали оброци во текот на денот или пак три основни и гладување помеѓу нив, бидејќи сега е познато на гладување, на изменично гладување, автофаѓе како начин на решавање на проблемот. Инсулинската резистенција, уште еднаш, вака да резимираме, е сепак резултат на, најмногу е резултат на вишокот на килограми. Диетата и адекватна физичка активност се нешто без кој што не се може да се тера оваа работа. Секако со помош на одредени лекови. Секогаш лекови, докторке? Може понекогаш и без лек да помине? Апсолутно. Може, само тој ќе оди малку поспоро. Поспоро. Со лековите можеме да помогнеме додека да се среди телесната тежина. Понатака прекинуваме со лекови. Така. Во секој случај, основна е диетата. Кога велиме диета, ние сите мислиме диета како начин на гладување. Не, диетата е само режим на исхрана. Има диета и за повеќе калории, диета и со помалку калории. Во делот на диетата, во делот на исхраната има многу диети, нели, од време на време се вклучуваат ете така како автофагија што го велите вие, или Аткинсон, или протеинска, или масна диета, или ова или оначи. Јас мојот совет е било кој од тие диети кои што доведува до намалување на телесната тежина која е под контрола на нутриционист, е добре. Но да е под контрола на нутриционист. Целата филозофија, целата работа кај диетите е следнава. И не е толку проблем. Некој ќе се изамбицира и ќе симне 10, 20, 30 килограми, колку што е потребно. Проблемот е во враќањето, брзото враќање на килограмите назад. Тука, ако одиме по книги, а нели сите сакаме се во денешно време брзо и инстантно да направиме, ако одиме по книги, пожелно е 2 до 4 килограми месечно, значи максимум 4 килограми месечно да се симнува. И тоа воопшто не е толку амбициозно и не е толку многу, ама нели кога слабееме, ние сакаме поживи 10 видливи резултати преку ноќ. Веднаш да се видат резултатите како стимул за понатаму, но така ако се направи, јас и со тоа немам проблем како доктор. Но во моментот кога ќе прекине диетата, многу брзо се качуваат килограмите назад. Дури велате некогаш повеќе од она што прво самиот организам си прави своја рамнотежа. Значи колку и да изгледа парадоксално и доколку има некој 100 килограми, организмот кога ќе почне да ги губи тие 100 килограми, он со судни маки се тера да ги врати килограмите назад. Значи се враќа на таа рамнотежа на која што бил подолго време. Така сме сетирани, така сме направени. Значи треба навистина многу труд да се вложи, да се дојде до одредена килажа и уште толку за да се одржи. Тука веќе е потребна и психолошка потпора, бидејќи исхраната е многу често поврзана со психата. Значи, кога сме нервозни, кога се луѓето нервозни, многу често посегнуваат по фрижидерот. Кога се под стрес, исто така. И се викаат од стрес се дебелеам. Не се дебелеете од стрес. Стресот ве тера да јадете, а се дебелеете од храна, нели? Стресот сам по себе како мисловна именка не може да биде причина за закачување на килограмите. Да. Значи, ова мора да оди со психолошка потпора. Значи, со поддршка. Мора да се слабее со психолошка поддршка и особено е потребна понатака за да се одржи сето ова.
плюс физичката активност која што не ја Што подразбирате под физичка активност? Колку минути во текот на денот потребно е пациентот да се движи или пак што предлагате како физичка активност? За луѓе кои што активност? сакаат да спортуваат, значи тие луѓе што сакаат да спортуваат, нема ни потреба ова да им го објаснуваме. Зборуваме за оние кои што не баш сакаат да спортуваат. Значи треба да изберат начин со кој што барем 30 до 50 минути да се движат во текот на еден ден. Не мора тоа да биде спорт, не мора да биде трчање, одење до работно место, одење до продавница. Значи не влегување во автомобил, туку колку повеќе може движење. Иначе 30 до 50 минути 3 пати неделно, да речем умерена физичка активност е сосема доволно. Но јас, бидејќи лично јас, колку и да не чини ова што ќе го кажам сега, ама на вистина воопшто не ме бива за спортување, и јас избегавам да палам автомобилот. Значи гледам колку можам повеќе во текот на еден ден да се движам пешки. Или пак можеби автомобилот да се паркира малку подалеку, па секој ден да одиме до него да го земеме и потоа да испешачиме до домот. Ете така, баш така. Значи да се најде некој модус по кој што ќе има движење. Многу пациенти користат и апликации за мерење на чекори. Помага ли тоа? Тоа е многу убаво. Тие апликации си мерат и километри, значи тие се толку сега нели современи да се и се што може да се види колку сме јаделе, да им дадеме на апликација, толку сме јаделе, па колку сме пешачеле, но во секој случај кога зборуваме за одредена, еве да речем, лесна физичка активност, убаво е да се инкорпорира, да се вклопи во секојдневието, бидејќи не секој баш е така склон да спортува, да речеме 3 пати неделно, да оди во фитнес некој центар или, значи, сметам дека секојдневието треба да биде исполнето со одредена физичка активност. И оние кои што имаат дијагноза инсулинска резистенција, колкава е шансата да развијат дијабетес тип 2? Тие што имаат инсулинска резистенција се на прагот на тип 2 дијабетес. Да. И токму затоа ги правиме оние тестови нели за скриен шекер, нели ОГТ тест. Значи покрај инсулинска резистенција дали има дијабетес? Да, за да видиме дали имаат предијабет или дијабет. Значи инсулинската резистенција скоро секогаш е асоцирана, односно е поврзана со предијабетес. Скоро секогаш. А е на прагот на дијабетесот, бидејќи панкреасот во еден момент, клетките што го лачат инсулинот, во еден момент ќе се истрпат, толку е. Немаме неограничени резерви, ограничени се инсулинските резерви. Доктор, ќе ви благодарам за вашето денешно гостување и за исцрпното појаснување на темата која што е поврзана со отпорноста кон инсулин, за жал се почеста состојба кај луѓето. Ви благодарам на поканата. Почитувани доктор Искра Битовска, ендокринолог, беше нашата денешна гостинка. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Пријатно.